Превирања во град Скопје по разрешувањето на директорот на Скопското јавно претпријатие Водовод и канализација Златко Перински, како и секретарот на градот Ѓоко Велковски. На пресконференцијата на Перински ненадејно се појави и градоначалничката Арсовска. Причина за раздорот е проектот за пречистителна станица на водовод со европски средства во вредност од околу 136 милиони евра. Перински тврди дека комисиите што го водат процесот работат доверливо и ниту тој, ниту таа не можеле да имаат увид во постапката. Арсовска пак обвини дека процесот не бил транспарентен и побара смена на членовите на комисиите. За сето ова да се направи, ние, како промотор на проектот, имаме обврска да се обратиме до Европската инвестициона банка, која што е банка лидер во спроведување на проектот и која што е еден од финансиерите на проектот. По обраќањето до Европската инвестициона банка, добив мислење од нивна страна дека не е добро во оваа фаза, бидејќи еволуацијата е во тек, да се менуваат членови на комисијата, затоа што тоа ќе значи првично одлагање на проектот, што е многу симптоматично затоа што државата плаќа за неефектуирање на кредитите 0,5% пенали. Перински додаде дека процесот се води под надзор на европски институции и дека нема некој толку моќен кај нас за да влијае. Предупредува дека не смее да се подигрува со паушални обвинувања, оти постои можност да се загрози целиот проект, за кој државата има добиено странски грант од 7 милиони евра. Арсовска пак рече дека не била информирана за ништо околу процесот за изградба на станицата. Ќе ги доставила сите документи до обвинителството, иако не откри за какво дело. Дел од медиумите пак веќе објавуваат поинакви информации. Повикувајќи се на сопствени извори, порталот Република пишува дека проблемот го испровоцирала Арсовска, за која, како што пишуваат, имала сопствен фаворит во тендерот, наводно турски конзорциум, за кој таа вели дека не знае. Во изминатите месеци градот Скопје, ниту јас како градоначалник кабинетот, ниту пак советот има добиено било каква информација за во која насока се движат сите процеси кои што се врзани со избирање на најдобар понудувач за пречистителната станица. Нетранспарентноста на целата постапка е онаа која што ги покренува сите овие сомнежи. Ние, како град Скопје, нема да дозволиме со средства кои што се обезбедени од европските банки и кои што се обезбедени, како што кажа тука, од државата, некој да си подигрува. Дали оваа турбуленција значи дека Арсовска ја губи поддршката на ВМРО ДПМН? Лидерот на партијата одговори оти некогаш патиштата може да им се разидат, но дека секој проект квалитетен за скопјани, мнозинството советници во град Скопје кои се на ВМРО ДПМН ќе го поддржат. Имате моменти кога ќе видите дека очекувањата не се такви какви што вие сте имале очекувања и од едната и од другата страна, и тогаш едноставно патиштата може во животот да ви се разотидат на различни страни. Важно е патот на ВМРО ДПМН да биде оној кој што е вистинскиот, а тоа е Скопје да биде метропола и преку советничката група, онаква каква што заслужува да биде, и преку советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата во Советот на градот Скопје, така и ќе продолжиме да делуваме. Арсовска не верува дека поради разрешувањата ќе ја изгуби поддршката на ВМРО ДПМН. Вели дека советниците треба да работат во интерес на граѓаните, но доколку не дадат поддршка на одлуките кои треба да бидат изгласани со мнозинство, тогаш вината зошто не се реализираат ќе биде нивна, а не неизина.